Блокада на собранието за политичка пресметка со власта е начинот на кој Демократската унија за интеграција се обидува да остане релевантна на политичката сцена. Експертите сметаат дека партијата на Али Ахмети е подготвена на потполна блокада на реформската агенда на владеачкото мнозинство, за во отсуство на вистинска политичка понуда да се прикаже како моќна сила пред електоратот. Ова ситуација треба да се гледа пред се како политичка пресметка, не само како парламентарна процедура, дури заедно со двете крила на Алијансата за албанците, зборувам за Таравари и Села, очигледно располага со доволни патенички гласови за да ги блокира законите за кои е потребно, како што кажете, парламентарно мнозинство. Со тоа блокада на овие закони лесно може да прерасне во поширока блокада во собранието. Не се работи повеќе само за законот за правична застапеност и пакетот за високо образование. Според најавите, дуи нема да бидат поддржани ниту измените на законот за просветна инспекција, законот за заштита на културното наследство, законот за инспекторатот за употреба на јазиците, законот за филмска дејност, законот за основање Национална агенција за европски образовни програми и мобилност, како и законот за правата на заедниците, што се помалку од 20% од населението. Експертите сметаат дека блокадата на собранието од страна на претениците на ДУИ би можела да трае до следните избори. Доколку ДУИ остане на стратегијата на блокада до следните избори, ова може да стане долгорочен политички конфликт, а не само спор за неколку закони. Мислам дека сето тоа го прави ДУИ да предизвика предвремени избори, бидејќи мисли дека во албанскиот политички простор е многу понапред од углен. Албанскиот опозицијски блок веќе еден месец го кочи донесувањето на законот за правична застапеност, како и 3 закони од областа на високото образование.